Нова сезона со стари проблеми. Попова шапка се уште чека сериозни инвестиции за да и се врати сјајот и да стане конкурентна на останатите зимски центри. Надлежните се пофалија со подобрувања во инфраструктурата, но главните проблеми остануваат нерешени. Шапка доби јавни тоалети, 2 нови бачила и осветлување на стазата аеродром. Но нема решение за паркингот, сметот, вештачки снег, реконструкција на хотелите, профункционирање на жичарата, која не работи со години. Веќе за годишниот план за јавни набавки за 2022 има предвидени средства околу идејниот проект за жичарата Тетово-Попова шапка. Вие и сами знаете дека тој е огромен проект, голема инвестиција за која ще треба и поголеми средства, исто така и време за реализација, пошто не може тоа тек така едноставно да биде, е нешто многу сериозна работа и многу чувствителна работа. Скијачката сезона на Попова шапка започнува на 15 декември, а првите 2 дена ќе бидат бесплатни. Хотелиерите се надеваат на добра сезона, што ја навестува и снегот кој веќе го обели центарот. Сепак, повеќе туристи велат ќе има само со поголеми инвестиции. Елем Турс имаат направено ноќно скијање на аеродром, тоа е голем приоритет. Имаат неколку нови содржини бачила направено, мислам дека се 2 бачила направени, едно долу на Светилија, едно горе на Конак, горе на рече Ге. Така да ги поддржувам во тој што повеќе да инвестираат. Што повеќе се инвестира, поуспешни сезони ќе имаме. Попова шапка има огромен потенцијал, ја има убавината и природата, едни од најрепрезентативните стази за скијање, но некој треба да има волја тоа да го искористи, коментираат туристите. Треба да се оспособи како прво жичарата за полесен пристап за центарот Попова шапка, плюс тоа поради тоа што има недостаток на паркинг простор во овој центар. Значи треба како прво тоа да се инвестира, да се направи како што доликува на овој центар, плюс тоа без разлика дали се уште не е почната или почната сезона, треба да работат сите ски лифтови. Инфраструктура, асфалт, повеќе средства за чистење на снег, патот еве видовте не е баш на некои места опасно за возење. Може доста да се направи, само треба добра инвестиција и добра волја од надлежни органи, ништо поише. Си има самата природа своја драж и све што треба да има една ваква планина со благи падини, со високи врвови, пострмни врвови, врвови за качување и за скијање места, така да има многу јак потенцијал шапка. Неколку години не се одржува ниту шарпланинскиот куп, најстарото меѓународно надпреварување на Балканот, кој собираше врвни скијачки имиња. Големите планови за Попова шапка изминатиот период се само ветувања и проекти на хартија. Оваа заспана убавица веќе долго чека да блесне со сиот свој сјај.